Председателката на Комисијата за избор и именувања од СДСМ работела неделовнички и противуставно. Поради ова пратеничката група на ВМРО ДПМН поднесе интерпелација за незината работа, бидејќи предлогот за уставни судии го доставила без завршена работа на собраниското тело. Неделовнички и неуставно на се уште незавршена точка на дневен ред и незавршена комисија, таа поднесува парцијален извештај до деспотот во собранието Талат Џафери за уставни судии. Тие што им одговараат уставни судии ги поднесуваат на гласање без да биде воопшто завршен процесот. Председателката на комисијата Марија Ѓоргиевска обвини дека ВМРО ДПМН со поднесената интерпелација сака да предизвика уставна криза. Јас како председателка на комисијата го известив председателот на собранието дека за двајца предложени кандидати за уставни судии, телото веќе со мнозинство гласови има изгласано за двајца кандидати за уставни судии и дека истите можат да продолжат во понатамошна постапка. Со значително помал интерес на пратениците да присуствуваат на седницата, собранието предпладнето во полупразна сала ја продолжи 88-та седница, на која се дебатира за избор на Фатмир Скендер и Татјана Васик Бозаџиева за уставни судии. Според пратениците од опозицијата, ваквиот начин на избор на уставни судии, кој наликувал на местење тендери, ќе предизвика уставна криза. За жал, оно што говоревме на комисиите излезе дека е точно, а тоа е дека уставните судии во Република Македонија за жал не ги избира собранието, туку се избираат на коалициони средби. На коалициони средби, на истите коалициони средби на кои што се договараат чии компании колкава државна помош ќе земат. Додека ВМРО ДПМН предупредува за нелегитимен процес, од СДСМ се уверени дека самата опозиција дала легитимитет на изборот на уставни судии со тоа што се пријавени 28 пратеници за збор. Навистина е дегутантно да се зборува, а да се негира дека постапката не е во ред. Па вие со самото тоа што се пријавивте само од вашата пратеничка група, 28 да говорите по однос на изборот на уставни судии, вие давате легитимитет на постапката на избор на уставни судии. На комисијата за избори и именувања имаше 9 предлози за уставни судии, 3 од владеачкото мнозинство и 6 од опозицијата. ВМРО ДПМН и Левица претходно бараа да биде повлечена точката за избор на уставни судии, но тоа не беше прифатено од владеачкото мнозинство.